Почитуван председател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитуван мандатар и иден премиер, почитувани кандидати за министри и министри. Искрено се јавив за ова реплика затоа што бев иницииран од колегата Мисовски во смисла на неговата теза дека демократскиот избор на председател бил поддржан овде во Собранието. Сакам да го подсетам за настаните во 2017 и изборот на председател тогаш на Собранието, и ако тоа беше демократија и лекција која што требаше да ја научиме овде во парламентарното собрание сите и како македонски народ и тогашниот состав на пратеници, тогаш навистина добра лекција научивте македонската јавност и научивте сите како треба да се бира председател со недоволен број на гласови и со избор каков што беше. И за сметка на тоа и од тогаш наваму одреден број на луѓе уштени се како политички затвореници кои што се последица на тој демократски избор тогаш во Собранието. Зборувавте дека треба да бидете конструктивни и некоја конструктивност во вашето излагање преовладува. Да, добро е сега тоа да го кажувате, меѓутоа шансата од 7 години мислам дека не ја искористивте доволно и можевте многу повеќе да направите за македонскиот народ. Убеден сум сега како член на парламентарното мнозинство дека оваа влада која што денес е на избор ќе направи многу за македонскиот народ, ќе го врати достоинството, ќе го врати економскиот просперитет на оваа држава и конечно Македонија ќе си дојде на местото каде што припаѓа. И особено сум среќен што конечно проектот кој што се ветуваше од утре почнува да се реализира. Верувам дека прво идната влада тоа ќе го направи, а тоа е да спушти по 135 евра по глава на жител до секој македонски град, без разлика на политичката провиненција од која е управуван, и за разлика од она што досега се практикуваше од досегашната влада, да бидат селектирани општините кои што се предводени од градоначалници кои што доаѓаат од поразлична политичка провиненција. Благодарам.